Добивме проект од град Скопје за промоција на личност од историски и од книжевен културен аспект. Тоа беше за Джинот и затоа снимаме документарен филм покрај се тоа книжевно творештво што ќе го представиме на сцена. Ние сакаме на крај да завршиме со еден документарен филм. Во центарот на Македонија, во мала клисурка од питоми ридови кои се издигаат крај Вардар, лежи градот кој го носи името на главниот словенски бог на земјата, водите и на подземниот свет, Велес. Богатите околни археолошки наоѓалишта сведочат за животот што се одвивал тука уште во преисторијата, а малата топчеста флејта окарина за големите музички и уметнички дострели во древноста. Во бронзеното време, овие простори ги населувале познатите пајонци, а во антиката биле бедем за одбрана од дарданците, а подоцна и од римјаните. Денешното име Велес за првпат се спомнува во 1080 година. И тогаш, во средниот век, забележлив е бунтовниот дух на велешани со создавањето на богомилското движење, а и вековите подоцна со појавата на ајдутите и на познатите солунски атентатори, гемиджиите, како и бројните борци загинати за Македонија. Велес има долга традиција со типична велешка староградска архитектура. Тоа е град со многу цркви, со специфична црна џамија, со првата гимназија на Балканот, првото училиште, првата библиотека, првиот музеј. Старата архитектура се измешала со новата, па куќите денес се бакнуваат врз тесните и стрмни сокачиња. Велес е град на многу джинови од нашето културно-историско минато. Димитрија Чуповски, Рајко Жинзифов, Коле Неделковски, Кочо Рацин. Тоа е град на Јордан Хаџиконстантинов Джинот. Јордан Хаџиконстантинов Джинот е роден во градот Велес при крајот на 1820-та или во почетокот на 1821 година. Од семејството Хаџиконстантин, татко му кој што бил вработен во црквата Свети Спас. Својата учителска работа се борел докрај да го внесе народниот јазик во училиштата, потоа за равноправно школување на машките и на женските деца. Исто така обрнувал големо внимание и на борбите против народните суеверијанија. Се наоѓаме во куќата на Јордан Хаџиконстантинов Джинот, наш истакнат преродбеник од средината на 19 век, кој целиот свој живот го посветил за овладување на македонскиот јазик во наставата. Се роди 1821 година, а починал во Велес 1882 година. Често пати го поради својата активност, често пати го менувал своето место на живење. Живеел во Велес, во Скопје, во Солон и во другите соседни градови на просторите на Македонија, како што е во Скопје. Престојал и во Цариград, и во Белград и така надолу. Велес како град својот најголем расод го одржува негде во средината на 19 век. Велешките трговци и земјачи тргувале со западноевропските трговци, својата стока ја извезувале на запад и овде може да видиме една фотографија. Тоа е не е фотографија, него е цртеж како велешките трговци со гемии по реката Вардар, која во тој период била пловна и носеле своите стоки во на 19 век, односно почетокот на 19 век. Како резултат на тој економски развој, Велес се издигнува економски и во Велес е отворено првото основно училиште во црквата Свети Ѓорги 1822
20 година, 1857 година е формирано првото средно училиште во Македонија. Значи, првото основно училиште и првото средно училиште се формирани во Велес. Джинот престојувал, значи, учел во Самоков во Бугарија, потоа престојувал исто така и во Солун учел, каде што се стекнал со многу знаење, нели, во Солун, кој покасно го пренел овде во како учител, нели, во Македонија, поточно во Велес, го отвора своето училиште, почнува да работи во Велес, но бидејќи неговата цел било да воведе македонскиот јазик во наставата, често пати бил прогонуван од своите од грчкиот владика што бил во Велес и некои чорбачи. По завршување на образованието во Самоков и Солун, Джинот се вратил во родниот град и почнал да ги учи децата во својата куќа во малото Прцорек. Таа учебна 1838-39 започнува неговата борба за воведување на народниот јазик во училиштата. Наставата ја изведувал по познатиот ланкестарски метод на заемно учење, односно пренесување знаења од ученик на ученик, а во училиштето вовел и посебен војнички режим. На 10 деца назначувал по еден од башија, кој носел црвена панделка на рамото. Потоа, на повисоко скалило, имало чауши со жолта плочка на градите и на крај јузбачи со дрвени сабји на појасот. Тие се грижеле за редот во училиштето и ги воделе помалите деца дома. Джинот пладневните молитви со учениците ги изведувал на улица, каде се собирало мноштво народ за да ги гледа дисциплинираните ученици и нивниот строг учител. Негово назначено дело е таблица Терваја, која служило као букварно или као ученичко помагало во наставата. Соработувал со Цариградскиот вестник и поради неговата активност, како што рекол, бил често пати прогонуван и во еден период е однесен во Адана, во Турција, каде што бил околу 3 години и на пат кон Адана, фотографијата, едното око му е истерано, со камши од заптија, така да тој ќе остане со едно око. Тој во Адана ќе остане околу 3 години, но поради своите врски што ги имал со Цариград и некои негови блиски пријатели, ќе биде ослободен и се враќа во Велес и престојува во оваа куќа, каде што сега се наоѓаме, и животот завршува овде со својата сестра. Куќата, како што претходно ја видовте, нели? Првенствено требало да биде училиште, но поради разбирливи причини не дошло до реализација на таа идеја на Джинот. Неговиот гроб се наоѓа во црквата Свети Спас. 4 децении Джинот неуморно работел за воведување на народниот јазик во училиштата низ Македонија. Поради својот жив темперамент, постојано доаѓал во судир со сите владици и чорбаџи, со разни учители кои не се согласувале со неговото мислење. Според кажувањата на неговите блиски, тој бил човек со среден раст, слабичок, со тенки правилни црти на лицето, облечен европски, не пушел, не пиел, бил вегетаријанец, начитан, со модерни сваќања за животот и во се одскокнувал од својата средина, па затоа од неа најчесто бил лошо разбран. Постојано наоѓајќи се во борба, принудуван често да го менува местото на живење, апсен и прогонуван, Джинот како да немал време за лична среќа. Умрел како неженет човек. Каде точно се наоѓа неговиот гроб не е познато, но и денес во црквата Свети Спас стои спомен плочата што по неговата смрт ја подигнала неговата сестра Марија Маца Джинова. Како директор на Општинското основно училиште Јордан Хаџи Константинов Джинот од Велес би можела да кажам следното.
Ова наше општинско основно училиште постои уште од 1963 година и за ова наше училиште можам да кажам дека е едно од најстарите училишта во градот Велес и дека е препознатливо во самата локална средина по многу успеси кои што се постигнуваат, многу награди кои што се постигнуваат од страна на учениците кои што го изведуваат своето образование од прво до 8 одделение. Па затоа, како сестран профил на преродбеник, заслужува вистинско чествување од неговите потомци.